Pametno da tрошиме електрична енергија. Инвестирајте во енергетски ефикасни уреди. Ајде, заштеди домаќински со Нептун. До 22 јануари. Тешко, искрено, немам коментар. Исто почнуваме добар надпревар, првите 20 минути, потоа ништо не функционира, ни напад, ни одбрана. Стварно добро се подготвуваме и, како да кажам, за нова високо ниво треба да имаш расположени играчи, минимум од 10 играчи за да победиш на ваква селекција што трча со два расположени тројца или еден кај нас, не можеш да победиш ваква селекција. Стварно играат брз ракомет, што мислам дека сме ние, ако играме вака, сме далеко од реалноста, како да ви кажам. Треба многу да работиме за да анализираме и самите себе. Веќе не сме ние млади, има и добри или лоши играчи. Веќе не сме ние повеќе млади, нема на што да се вадиме. Имаме уште еден надпревар, како да ви кажам, ќе дадеме се од себе. Да кажам фала на нашата публика што дојде во толков број. Стварно тоа е за почит што дојде од Македонија во толков број да ни дадат поддршка тука во Полска. Треба да вратиме во позитивно следниот надпревар и тоа не знам што да ви кажам повеќе. Која кочница да имаме во тие моменти кои ќе излеземе со голманот, како да ви кажам. Стварно многу сме фокусирани на нашата тактика и на нашата игра и стварно многу работиме и кога ќе нема да ги анализираме тие наши шутеви, стварно сме самите себе изненадени. Не знам како да ви кажам, треба да идеме на глава на секој. Треба да играме еден како да не знам, одбраната мислам исто денес беше многу широка, тие се многу брзи. Едно друго се договоривме, друго играме, не знам стварно што да ви кажам искрено. Сега сум под емоции и не можам да ви кажам искрено. Треба ќе имаме видео, ќе имаме анализа, па потоа со чиста глава да видиме каде се грешките. Значи стварно не можам да ви кажам сега каде толку погрешивме.